I love Skopje. I've been traveling in Skopje for more than 10 years. Го сакам Скопје. Сум патувал во Скопје повеќе од 10 години. Овој пат бев шокиран кога пристигнав. Луѓето ми кажуваа дека лицето на Скопје е променето, но не бев подготвен за тоа што го видов. Ни рече Бери Вуд, кој што туку објави авторски текст за барокната трансформација на Скопје, лудило или модернизам, во весникот со најголем тираж во САД USA Today. И еве како го доживел тоа што го видел. Well, I think that there are some things that you have to like. Има некои работи што мора да ви се допаднат. Ми се допаѓаат новите хотели што се во центарот, за бизнес и за туризам. Што се однесува до зградите, не влегов внатре во многу од нив, но мислам дека не се цврста градба, што е структурален недостаток. Мислам дека музеот на Холокаустот, каде поминав подолго време, е многу солиден и прекрасно направен. Што се однесува до археолошкиот музеј, Министерството за финансии, Министерството за надворешни работи, мостот, отворено е за дискусија. Јас сум убеден дека туристите сакаат ова да го видат. Луѓето ќе дојдат. Дали тоа значи дека целта на владата е постигната Скопје да биде туристичка мека за регионот, го прашавме нашиот соговорник. You want to see the great arch. Сакате да ја видите големата арка. Сакате да ја видите чудесната фонтана. Луѓето се привлечени да дојдат на плоштадот Македонија, нема дилеми за тоа. Што се однесува до контроверзните елементи, дали зградите се изградени да траат или дел од грчката митологија и историја се украдени, може уште повеќе да привлече туризам, зашто луѓето ќе сакаат тоа да го видат. Затоа не сум подготвен да го отфрлам тоа што е направено, но мислам дека лицето на градот е толку променето што старото Скопје за секогаш е отидено. Ние со Бери Вуд разговаравме и за економијата на Македонија. Тој имаше убави зборови за напорите на владата на Никола Груевски во овој сектор. I agree. I think that Напорите на владата во областа на економијата се првокласни. Многу висока е оценката на ММФ и од Светската банка. Не зборувам за политиката, зборувам стриктно за економијата. Тие привлекуваат странски инвестиции, рече тој. И мислам дека извештајот Doing Business на Светската банка мора да биде споменат. Македонија е 12-та во светот. Тоа не е затоа што Светската банка ја сака Македонија. Македонија е ставена наспроти 150 други држави. Ова навистина ја лансираше Македонија меѓу најдобрите во светот. Само Скандинавија е пред Македонија во Европа. А повеќе од интервјуто со северноамериканскиот економски дописник за Хонг Конг радиото и добар познавач на Балканот Бери Вуд, ќе го најдете на нашата интернет страница.